24 анализа, добро вечер и добре дојдовте. Мала реч за денеска беше центарот на светот за Дуи. Али Ахмети ги собра огрануците заедно со Блерин Беџети и Изет Медџити, меѓутоа не ја седна на маса комплетната огнена група, како што според информациите на телевизија 24 самиот тој ги крстил, и по средбата секој на своето. Зошто немаше конкретна средба, што може да се очекува од потресот во Дуи, дали тој може да биде и политички земјотрес во владата и парламентарното мнозинство, особено бидејќи во така наречената огнена група, која што бара смена на сите министри на чело со Артан Груби, се и двајца пратеници на Дуи. Колку прегрупирањето во Дуи може да влијае, евентуалното прегрупирање во Дуи може да влијае и на парламентарното мнозинство и на СДСМ, особено кога социјалдемократите не можат да сметаат, барем според абстенирањето и на гласот на Диме Велковски, кој што по одбивањето да гласа за францускиот предлог е контра политиките на СДСМ, што значи расколот меѓу Данила Арсовска и Христијан Мицковски во ВМРО ДПМН и колку сериозно и дали воопшто може сериозно да се свати најавата за иницијатива за промена на лидерот Мицковски од 24-часовниот министер за внатрешни работи Оливер Андонов. Колку можни се да се очекуваат и нови прегрупирања во левицата, вклучително и во Либерал-демократската партија, и секако што со посмената на лидерската позиција во НСДП. Колку се тоа ова во собранието може да се скрши и тоа да се распушти. Ова се дел од тезите за кои што вечерва ќе разговараме, многу случувања на политичката сцена. Јас сум Душица Мрѓа, а вечерва во студиото во 24 анализа имаме политички, јас би кажала, ветерани. Рафи Салити, поранешен подпредседател на собранието, поранешен подпредседател на Дуи. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдовме. Ви благодарам што прифативте поканата, особено бидејќи долго време, барам јас не сум ве видела во медиумите. Па добро, секој политичар секако дека си има свој мандат, кога е во првите редови, би реков, во браникот, каде што се бранат интересите на партијата и така натака. Јас бев подпредседател на Дуи, подпредседател на собрание, пратеник и го имав таа шанса и таа чест да ги бранам ставовите, интересите на партијата. Се надевам дека кога сум бил на тие места, сум оставил добар печаток кај граѓаните, па и кај моите гласачи. Благодарам. Јулистана Марковска, поранешна пратеничка од ВМРО ДПМН, јас би кажала во едни поинакви политички денови во Македонија, богами едни поинакви пратенички состави и дебати во собранието, меѓутоа и голем познавач и се уште следач актуелно на македонската политичка сцена. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Посебно ми е драго да гостувам во вашата телевизија, која практично ми пружа можност на мене, која што ќе кажам народот, а и јас се доживувам како борец против неправедните нешта кои се случуваат во нашата политика, без оглед на која страна припаѓа неправдата, да гостувам тука и да се искажам. Благодарам. Благој Зашев, поранешен подпредседател на собранието, поранешен пратеник, поранешен амбасадор. Добро вечер и добре дојдовте. Имаме бурна политичка сцена која што во еден сензитивен период за македонската надворешна политика која што може да се прекрши во собранието. Добро вечер. Ви благодарам што прифативте поканата. Сепак, она што е најактуелно и што деновиве најмногу ја бранува политичката сцена е секако случувањата во Дуи. Денеска, како што кажав, таму имаше средба лидерот на партијата Али Ахмети со Сарајскиот и Чаирскиот огранок. По состанокот имаше изјава Ахмети, јас предлагам да ја видиме. Со овие пресметки се занимавам веќе 20 години. Извршната власт има други проблеми, ограноците и општините имаат други проблеми и природно се појавуваат противречности меѓу овие институции, што е природно. Со извршната власт, раководители на ограноци, зборувавме да се средат тие нејасноти и недоразбирања.
Во спротивно, нема ништо загрижувачко, нема ништо од тоа што се зборува дека ќе се создаде нова партија. Меѓуетничките односи се надсе, функциите доаѓаат и си одат, но човештвото останува. И во семејството имате кавги и никој не може да каже дека има идеални односи, но може да се случат и несогласувања. Но да најдеме енергија да ги надминеме овие несогласувања, бидејќи ни престојат големи цели. Господине, али ти посредбата има изјави кои си Изет Меджити и Блерин Меджити, кои што спротивно на овој помирувачки тон на Али Ахмети кажа дека тие остануваат на своето, објавија и статуси на Фейсбук дека не се против лидерот, меѓутоа се цврсто против извршната власт. Колку оваа помирувачка реторика на Ахмети ќе биде успешна и ќе успее да ја примири револтот, да го примири или да ја смири огнената група? И дали треба воопшто да се смири? Јас би рекол таа народната поговорка вода која тече се пие, вода која не тече не се пие. Така што во Дуи секогаш имало отворени дебати внатре. Имало и критики, било за пратеници, било за екзекутивот и така натака, и добро е да го има тоа. Ова сега што некој го нарекува група или не знам што, дека има различно мислење, има некој незадоволство, тоа е јасно. Али Амети имали потешки ситуации во минатото, знаел да ги менажира овие ситуации. Верувам дека со самиот факт што седнали со ограноците, па и со незадоволните, секако дека и ова ситуација ќе го менажира, ќе го надминеме и Дуи ќе биде и во иднина подсврста партија во наредните, би рекол, избори или во наредното време. Дали ова ќе влијае во коалицијата за мнозинството и така натака, мислам дека не, бидејќи и тие незадоволни велат дека ние сме дел од Дуи и со самиот факт што тие барат тоа незадоволство да го кажуваат во самите редови на Дуи, значи и во органите на партијата имало дебата и ќе се отвори дебата, Мети знаев тоа секогаш да го менаџира и да го прави. Дуи има централен комитет, има председател кој е биран и централниот комитет и председателот Амети во Конгресот. Според нашиот статут председателот ги има сите ингеренции. И јас верувам во тоа дека Амети според своите ингеренции ќе го менаџира и ова ситуација на крај да биде во интерес на Дуи, во интерес на партијата, во интерес на членството. Зошто Ахмети го одбра овој начин на средба, а не седна со барем условно неформалните водачи на оваа ограна група, бидејќи ги видовме сите ограноци заедно, не ги видовме на средбата Муса Џафери, кој што е еден од таа популарна четворка, јас би ја рекла, заедно со Вик Сарганију и Блерин Меджити, Изет Меджити, на само да ги раштитат работите, туку цел огранок му требаше ли поддршка, се плашеше ли да седна со поранишните најблиски соработници? Не, апсолутно. Ја мислим дека ова што го прави Амети, токму е тоа што треба да го прави. Седна го слушаше базата, значи ограноците, со Меджити, со Беџети, со Џафери, со другите, тој седна, пиел кафе и така натака, али не е тоа. Друго е кога орган на партијата ќе седне и председателот ќе ги слуша, зошто не и гласот на подограноците и така натака, и врз тоа Амети секогаш знаел да донесе одлука во интерес, пак велам, на Дуи. Не значи дека седнал со ограноците, со луѓето од ограноците, дека во иднина нема да седне и со незадоволните, да кажем, таа четврка што исплива на површина како неформално. Јас не случајно реков дека ние имаме централен комитет каде што тој орган секогаш знаел да донесува одлуки
Ама во имате интерес централно на Дуј, председателство со па години. и председателот на Мети. Според нашиот статут, значи, ако не е бирано новото председателство, додека не се бира новото председателство, може да се повикува и старото председателство да дава мислење и на председателот на партијата, па и на Централниот комитет. Значи, во секој момент, ако цени Амети дека треба да се повикува Централното председателство пред изборот на новото или Централниот комитет, тој ќе го цени ситуацијата политичка, тој за сега ги слушал незадоволните и нормално сите страни ќе ги слуша и на крајот ќе донесе одлука, пак велам, во интерес на електоратот, во интерес на членството на ЦФЕ. Сега имаме и процеси кои се во интерес и на државата, бидејќи председател на партија треба да мисли и за Многу куса со да и со не па потала. и за поголемите интереси, а Да. во овој случај секако дека треба да мисли и за владата, па и ако за евроинтеграција. ако не се ако не се менаџира ова ситуација, а ја верувам дека таков ризик не е пред нас, на нас ни треба стабилна влада, ни треба овој пат што го трасираме, сега веќе сме членка на НАТО, отворивме преговори со ЕУ, секако дека овој процес според нас нема враќање назад, ние треба да гледаме напред, а Мети секако дека и во интерес на државата ќе го менаџира и ова ситуација внатре во Дуј. Не очекувате нова партија да произлезе од огнената група? Лично јас не очекувам. Реално тие луѓе и сега се обраќат кај Амети, се обраќат кај органите на Дуј и не очекувам дека ќе презема таков чекор. Никогаш во политиката не може да се гарантира за никого, освен за себе си, секој од нас. Господин Марковска, токму со ова прашање сакав да го направам приводот, бидејќи ние видовме во изминативе 30 на години многу нови партии кои што произлегуваат по вакви, помали, слични или понеслични расколи, нели ВМРО ДПМН и ВМРО Народна партија. Истото се случи со НСДП, СДСМ и еден куп други партии кои што излегоа и од Дуи, на пример унитети на Газимострини. Мислите, ги следите, работите како однадвор, како што сите ги следиме. Очекувате ли, можно ли е таков ризик? Од нова партија во Дуј? Со оглед на искуството кое што нели изминативе години дури не се да случува. има нова партијата, нема да го има квалитетот и бројот на гласачите кои што ги има Дуј. Меѓутоа, јас би сакала да зборувам за еден поинаков пристап на политиката. Многу внимателно го слушав господинот Ахмети. Апсолутно не ви одговори тоа што вие прашавте, меѓутоа ви одговори тоа што сака да ви каже, односно она што се очекува од него како лидер. И она што е наизненадувачки и по мене многу добро, изненадувачки можеби за другите, за мене не, пошто сметам дека Дуј точно, само во Дуј имаат стратегија на која што се држат години поред, без оглед на тоа, точно е, кадрите се минливи, стратегијата е вечна. Тој ги собра незадоволните кадри, поразговара, меѓутоа не само на кафе муабет, туку и пред поширокото членство. Тоа е комплетно друг начин на водење на политика од оној што го имаме кај другите две поголеми партии, па и НСДП и Либералната партија, затоа што оној момент кога вие ќе бидете против одредени одлуки, а не можете да се согласувате во све, посебно е ќе зборувам и за ВМРО ДПМН, тоа е мојата ментална матрица. Вас ќе ве прогласат за предавник, за кодош, комплетно ќе ве дислоцираат, нема да смеете да припарите до органите, не на партијата, туку ни до портите, ќе ви пуштаат гласна музика ако долу правите пресконференција, бидејќи не можете да влезете внатре, како што се случи и сега. Далеко тоа дека јас зборувам кој како што е во право и дали ги. Дури не ми се допаѓа ни називот 48-часовниот министер. Сепак тој бил човек 24-часовниот. Колку и год и да бил, партијата го предложила за министер, веројатно немале ни подобар кадар во тој период, а тој се решил за еден ден заради тоа што знаел дека толку ќе му трае мандатот. Тоа не е ни важно. Важно е
дека Дуи во моментот кога ќе се јави незадоволство, тоа незадоволство знае како да го тампонира, како да поразговара, како со луѓето ќе ги оцени оние кои што се водачите и кои што се нереални во своето обраќање, оние кои што се реални ќе ги викне еве вака со целиот огранок, ќе поразговара и јас не успеав барем во изминатите 20 години колку постои Дуи или барем колку е во власта, да слушнам таму Валкан Веш како што го слушаме тоа кај сите други партии, особено во делот на ВМРО ДПМН. И така се решаваат проблемите, знаете. Затоа што ако имате незадоволство, треба незадоволството да си го решите во органите на самата партија. Не можете да ги ескивирате оние кои што мислат лошо. Тие можеби сами ќе се ескивираат, ама првиот пат е да ги викнете и во рамките на партискиот огранок да разговарат. Така се води политика. Не очекувате нова партија? Реков и да има нова партија, таа нема да го достигне ниту квалитетот, ниту гласачкото тело на Дуи. Добро, за жал чувме многу приватни бомби каде што имаше Валканиот тајалишта сами на себе си. Уствари, всушност не знаем уште формално кој ги пушташе тие бомби, меѓутоа завршија и политички кариери со приватни разговори, за жал. Ако мислите на Чеку тие разговори што ги пуштаа на времето, ја морам да кажам дека Дуи беше заштитена мечка малку и од самото јавно обвинителство, специјално јавно обвинителство, токму од многу лукративни причини заради тоа што тоа е јазичето на вагата, тоа се гласовите, тоа е владата во крајен случај. Ако политичките превирања во Дуи се издигнат на многу високо ниво, ние имаме падна влада и имаме предвремени избори. Така да сакале ние тоа или не, во моментот клучот на власта, на моќта, на се она што во Македонија како институција постои, со актуелниот состав е во раците на Дуи. Господин Зашов, вие сте еден од основачите на СДФ, по расколот со СДСМ и излегувањето од таму. НСДП успеа да опстане на македонската политичка сцена сите овие години. Имаше една... Сега, по овие години, дел од вашите членови велат авантура со коалицијата со Никола Груевски во 2006 година, па потоа нели коалицирањето со СДСМ. Меѓутоа, партијата опстана на политичката сцена. Колку мислите, споредбено, со сите ова што се случува, колку мислите дека е можна нова партија во албанскиот блок, која што би произлегла токму од Дуи, која што изминативе 20 години го има буквално приматот според изборните победи во албанскиот блок и власта, освен тие 2 години? Би сакал за гледачите да кажам дека политички не сум активен за да можам продлабочено да дискутирам вечерва на оваа тема, меѓутоа ситуацијата таква каква што е, би сакал да укажам на еден тежок момент во кој се случуваат такви политички движења во партиите, во ситуација кога граѓаните се загрижени од сосема други проблеми секојдневни, кога државата се бори за решавање на многу тешки проблеми поврзани со енергетската криза, поврзана со војната, поврзана со преговорите што ги имаме. Затоа не би разговарал за тоа како ќе се реши прашањето во рамките на Дуи, ако се дојде до гласање во собранието и ако нема доволно гласови за опстанок на оваа влада, ќе се оди на предвремени избори. Тоа е логично, но на оваа држава не и треба моментално избори и добро е да оваа влада да продолжи до 2024 година. И јас се чудам зошто и на начинот на кој Мицковски инсистира да дојде предвремени избори, а при тоа сите сме свесни дека нема да се решат проблемите на граѓаните со тоа што ќе се смени една влада со друга влада. Граѓаните се разочарани од политичките партии и сега пак кога гледаат вакви внатрешни превирања во ДУИ, во НСДП, па и во ВМРО, тие велат, па што прават овие партии, мислат ли за граѓаните или мислат само за себе
меѓу себе да се заменат едни со други во смисла опозиција-позиција или во самите партии да дојде некој друг да биде главен, односно да биде близок до водачот на партијата. Тоа ми е целта и вечерва да кажам, затоа што знам дека граѓаните се преокупирани со други работи есенва, кога и греењето, и зимницата, и сето тоа ги оптоварува образованието, здравството и така натаму, тие се разочарани едноставно и од партиите кои што се на власт и од оние кои што се во опозиција. Па може би добар момент за нова партија, трета опција, како и да се вика тоа, некое движење и така натаму. Долго време се очекува некаква трета опција. Едно време јас кога заедно со неколку луѓе, меѓу кои Тито Петковски ја формиравме НСДП, се надевавме дека тоа ќе биде трета опција, меѓутоа не се успеа во тоа, па и другите обити до сега не завршија славно. Меѓутоа гледаме дека во другите земји има такво прегрупирање и нови луѓе, нови партии се раѓаат и победуваат на избори. Господине Алити, вие припаѓате природно на Сарајскиот огранок, бидејќи сте од таму. А денеска тој беше нели главен. Имате ли комуникација? Знам едно време не бевте во многу добри односи со Блерин Беџити. Имате ли никаква информација, се договорило ли нешто на тој фамозен состанок денеска? Или само ќе се договориме да се договараме понатаму? Ја мислим дека тоа го кажа и Амети, па и Беџети, дека не била средба каде што ќе се договори нешто. Средбата било и со огранокот, па и со овие, да кажем, четворица лидери на ова група, Амети да ги слушаат незадоволството, па и луѓето кои се задоволни, кои мислат другчие и внатре во во ограноците, било на Чаир, било на Сарај, бидејќи и таму има луѓе кои мислат другчие од четворицата кои го водат ова група. Така што средбата била во тој контекст, би рекол да Амети да ги слуша и едните и другите. И секако дека не е што тој не ги знае тие работи и нема информации, ги има информациите, али друго е кога ќе седнеш, ќе разговараш со луѓето кои се дел или со структурите на партијата, луѓето кои секој ден седнуваат со електоратот и така и ќе го кажат било задоволството или мислењето или незадоволството, мислењето другчие од, да кажем, од политиките на партијата. Така што јас така го гледам ова средба што го направи Амети, да се поврзувам со Ѓулистана што рече дека сите влади на некој начин се создаде мислење и кај македонците и кај албанците дека зависат од ДУИ, дали ќе преживеат овакви кризи, дали ќе има предвремени избори и така натака. Јас се согласувам со неа, бидејќи јас ќе го кажем моето мислење зашто се согласувам, зашто е создаден овој амбиент, бидејќи ДУИ знае што сака во секоја влада, бидејќи ДУИ мисли за интересите на државата и во овој момент не ги става партиските интереси пред државните интереси. Знае да работи за интересите на државата, а партиските интереси понекогаш да не ги стави во прв план, само со тоа да се добиват изборите. Мислим дека во македонскиот блок на партиите се случуваат некои, според мене, велам некои движења и некои информации што ги имам, се случуваат токму заради тоа што државните интереси секогаш треба да се стават пред партиските интереси. Ако се стават партиските интереси пред државните интереси, секогаш дека ќе имаме и овакви кризи. Бидејќи во политиката луѓето не бират да имаме визија, да ги гледаме работите што ќе се случуваат и после 5 или 10 години. А ние имаме партии овде што гледат само да добиват некој глас, да ветуват, само да дојдат на власт, а реално
не се реални кога ветуваат дека ќе доаѓат на власт. Во моментот да кажувам дека и договорот со Грција и договорот со Бугарија и некои нешта ќе ги враќат назад, што реално не се враќат и граѓаните знаат тоа. Ова го кажувам бидејќи интерес на граѓаните во Република Македонија е да има лидери кои гледат напред, да го менаџират ситуацијата во интерес на државата. Ако имаме стабилна држава, имаме и стабилни влади, нормално ќе има инвестиции и така натака. Ако немаш стабилност во државата, секако дека се ова што го ветуваат или што го зборуваме, секогаш ние ќе кукаме дека не помага Европа или ова и ова. Напротив, мислам дека прстот треба да го свртиме кон себе си, ние што правиме во интерес на државата и граѓаните. И токму за ова мислим дека кај македонскиот блок партии веќе е време и според мои информации ќе има и трета опција. Македонскиот блок? Да, бидејќи двете поголеми партии гледам дека поготово во опозицијата не ветуваат нешто што дава надеж на граѓаните од тоа што го прави СДС. СДС за сега работи во интерес на државата, според мене, да се интегрира државата во ЕУ и тоа е интерес на граѓанинот, а не да се враќаме назад. Господине, али ти не секогаш целта ги оправдува средствата? Да, јас сакам и кај македонските партии лидерите да мислат државнички, не да мислат што ќе биде на следните избори. Ако мислат така, ќе ги добиват изборите, али што после изборите? Ќе се враќаме назад. Има прашање господин Марковски. Не можеме да се враќаме назад. Секој треба да знае, и граѓаните, па и лидерите на партиите. Нема враќање назад од тоа. Ние треба да гледаме напред, како да ги менаџираме ситуациите кои или предизвикот што го имаме пред себе, да го менаџираме во интерес на државата и во интерес на граѓаните. Господин Марковски. Па, видете, ние во Македонија воопшто, може би во светот, меѓутоа во Македонија, ние партиите ги задначуваме со лидерите. И тоа е така. Меѓутоа, ние имаме недостаток на лидерски капацитет воопшто во сите партии. Заради тоа што принципот на негативна кадровска селекција го дава своето. Лидер доаѓа, се насадува, просто бараме ново момче, тој се обкружува со своји истомисленици и мене ми е жал што многу млади луѓе кои што имаат капацитет, кои што имаат и образование и формално и политичко, наместо да се учат на нов вредносен систем, како да се истакнат, како да гледаат визионерски, од пуста желба да му се додворуваат на лидерот, стануваат клиентелисти, стануваат послушници, поданици и на тој начин се губи секаква иницијатива да создадеме еден вредносен систем во кој што подобрите ќе одат напред, односно подобрите ќе ја водат државата. За жал тоа кај нас не се случува. Ке зборувам конкретно за ВМРО-ДПМН. Токму тоа се случи. Како е можно една толкава голема партија, каква што е ВМРО-ДПМН, од нејзиното основање до денеска, кое што има минимум на гласачко тело од 250.000 до 430.000, односно дури и 460.000 во најдобрите времиња, да нема кандидат за градоначелник на општина Скопје, односно градоначелник на град Скопје. Невозможна мисија. Јас ви гарантирам дека јас во моментот не сум партиски активна, познавајќи ги луѓето кои што работат, активни се можам да набројам минимум 10 имиња. Меѓутоа, што се случува? Во оној момент, кога лидерите на партиите се премиери, тогаш може да се избере кандидат за градоначелник. Меѓутоа, тогаш, кога тие се во опозиција, тоа се случи со СДС, тоа се случи со ВМРО. Секогаш ќе се оди на некоја личност која што е непозната, со цел да не биде надминет и надмашен лидерот. Тоа е таа борба не на лидерство, недостаток на лидерски капацитет и на визија. И токму заради тоа ни се случува во град Скопје. Не може никој да ме убеди дека кандидатот, не зборувам конкретно за членови, јас зборувам исклучиво во она што е интерес на граѓаните.
Данела Арсовска немаше да ги добие гласачите на број онолку колку што ги има да не беа гласачите на ВМРО ДПМН. Од друга страна, тоа беше и голема мамка за оние кои што се неопределени да поверуваат дека поентата беше во тоа, ама тоа е толку видливо, толку смешно, така да вие во овој момент немате фингиран судир, вие имате вистински судир, а ќе биде принципиелен тогаш кога лидерот на опозицијата, господинот Мицкоски, зборуваше за набавка на автобуси, бидејќи ние до сега требаше да се возиме и да имаме бесплатен превоз како граѓани во Скопје. И он рече, да, ние разговараме за набавки. Пардон, во кое својство? Актуелната градоначалничка рече, па зошто да не зборува и лидерот? Тоа е заради тоа што и таа била вклучена во договорите за автобуси. Во овој момент, кога очигледно некој бил исклучен од некоја тендерска постапка, немало комуникација претходно, не навлегувам, тоа се ситни работи, меѓутоа очигледно тоа е напад на интелигенција на граѓанинот, заради тоа што тоа се видливи работи. Тоа се работи и сега не знам која и како е политиката. По нашиот закон, кој што е исклучително лош, градоначалникот е на вечна функција. Вие не можете да го смените, ако не биде усвоен буџетот, тогаш вие ги менувате советниците. Ке се сменат советниците, а гледам дека председателите на јавните предпријатија, кои што се де факто луѓе кои што ги заслужиле тие места, тие се луѓе кои што оделе на изборите и кои што активно работеле со цел да добие актуелниот градоначалник, даваат оставка. Тоа значи дека на актуелната градоначалничка и се дава апсолутна власт. Односно, и се дава апсолутна можност да прави што сака, а луѓето кои што ја добија де факто таа власт, самите се повлекуваат. Навистина, не знам кои се советниците кои што тоа го подржуваат. Остан ако самата не се повлечели, не дај Боже во смртен случај. Не, посакувам такво нешто и веројатно, познавајќи ја сегашнава ситуација, зборуваме генерално, да. И што ќе добиеме? Ќе добиеме нов совет на град Скопје, во кој што веројатно ќе биде истиот состав. Господине Зашов, пред да барам реклами, сакам вас да ве слушнам. Иво, бидејќи ги конкретизираме работите. И во смината, пред неколку месеци, месец-два беше промината на лидерската позиција во НСДП. Вие рековте не сте активно политички вклучен, меѓутоа сте дел од основачите, ги знаете многу добро приликите во НСДП. Имаше конфликт помеѓу поранишниот председател Тито Петковски, отворен на јавна цена по медиуми, и актуелниот лидер Горан Мисовски. Што очекувате од новата? Пред малку реков дека тешко е во оваква ситуација да зборуваме за судири во партиите. Такви судири, за жал, да рефлектираат и врз јавниот живот во се. Се разбира. И врз економијата, ако сакате. Се разбира. Јас и на конгресот присуствував, но отворено реков дека во една демократија треба да има повеќе кандидати. Зошто Мисовски отиде сам да биде кандидат, тоа е него да го прашате во некоја друга прилика. И тука ќе застанам, затоа што мислам дека премногу и вие, новинарите, обрнувате внимание на политичките партии, а ги запоставувате граѓаните, не ги прашате што им е тешко, не правите анализи за тоа како тие живеат, што размислуваат, па да направите емисии со граѓани, да го чуете нивното мислење. Вака имам впечаток дека што рекол Мицковски, што рекол Ковачевски, што рекол Али Ахмети или овие лидерите на партиите, и од ден на ден само тоа на луѓето им е досадено и со тој начин на информирање на граѓаните што се случува во земјата. А во земјата се случуваат и сериозни работи и државата треба да размислува, се разбира, оние што се надлежни за тоа, како во иднина, како од 15. октомври ќе почне грејењето, како ќе се справат со овие цени што се сега што ги гледаме и во продавниците и на зелените пазари. Тука е тој проблем што треба да го и вие, новинарите, да го разгледувате. Така, во моја мала дигресија, во моја реплика, значи, во сите информативни изданија на телевизија 24 конкретно се вклучени граѓаните преку директни јавувања, преку анкети и така натаму. За жал, политичкиот систем во Македонија е таков, затворен, партизиран. И партиите влијаат и на цената на пазарите, ако сакате баш.
Ако ми дозволите малку. Многу кусто бидејќи и рекламира да барам. Само во прилог на ова што го зборуваше господинот. Не од аспект на граѓаните. Знаете, за мене е недозволиво. Како сака нека биде лидерот на опозицијата. Тој е лидер на опозиција. Ако во моментот предлага сериозно решение за решавање на енергетската криза, срамота е лидерот на премиерот, лидерот на другата партија да ја одбие таа средба априори. Средба мора да има заради тоа што решение треба да има. Тоа е она на кој што новинарите треба да се осврнат. Заради тоа што договор меѓу позиција и опозиција треба да има. Дали они меѓу себе ќе се кошкаат и ќе расправаат меѓутоа ако навистина се донесе решение кое што во интерес на сите нас граѓаните, апсолутно не ме интересира дали е тоа решение на власта или на опозицијата. Ние треба да имаме енергенси, треба да имаме се друго што во овој момент ни недостаја. Го прати и Ковачевски Мицковски во архивата на Министерството. Каква архива, ве молам, тоа е ароганција од највисок тип. Пауза за реклами и продолжуваме со дебатата. Случувањата на македонската политичка сцена, можните прегрупирања, тема на вечерашната 24 анализа. Благој Зашев, поранешен подпредседател на Собранието и пратеник, Ѓулистана Марковска, поранешен пратеник, Рафи Залити, поранешен подпредседател на Собранието и пратеник и поранешен подпредседател на ДУИ. Господине Алити, задоволни сте од извршната власт? Конкретно од министрите на ДУИ? Па никогаш никој од нас не треба да биде задоволен од тоа што го сработува, бидејќи не е добро. Секогаш треба да се бара повеќе. Дека екзекутивот работи, до сега има министри кои навистина дале свој допринос во владата за подобар живот и за евроинтеграција и така натако, секако дека тие успеси, да кажем, на Република Македонија, дел од тие успеси во тој пат е и ДУИ и нашиот екзекутив и така натака. Дали јас сум задоволен лично, секако дека имам и своји приметби, али генерално би рекол од тоа што е сработен, јас сум задоволен во влада. Се согласувам. Вие сте дел од од основачите на ДУИ, на времето веделе како беше командантите и интегративците и така натаму и така натаму. Некако целиот револт на огнената група има име и презиме, тие го револтот го ставаат во името и презимето на првиот вице-премиер, генерален секретар на ДУИ Артан Груби, кој што стана во годиниве некако и најдоверлив човек на Али Ахмед. Лично ме интересира, дали ви, што мислите вие за Артан Груби, задоволни ли сте или би се приклучиле за негова смена? Не, јас тие ставови ќе ги кажувам во органите на партијата, секако за кој министер сум задоволен од работата, за кој министер не сум задоволен или имам некоја приметба, тоа се кажува во партијата. Така што јас генерално реков дека ова гарнитура на министри има успеси, би рекол, во ова влада и со дел од тие министри јас сум задоволен. Така што се однесува Груби, Османи, Бектеши и другите, јас моето мислење го кажувам таму каде што треба да се кажува. Сега ако има некоја група во партијата, секогаш такви групи и такви активисти имало и за другите влади кои имале своји приметби и кажале на нас кои сме биле во Централно претседателство, секако дека тоа мислење од базата сме го пренеле кај претседателот Амети, на крај тој ги донел одлуките дали треба да има промени или не. Така што да се преформулирам, дали Артан Груби ја киднапираше ДУИ и Али Ахмети, според вас? Дали ја киднапираше? Ја монополизираше, како и да се каже. ДУИ никој не може да го киднапира. Реално. Бидејќи јас имам доверба, прво имам доверба во лидерот. Секогаш, ако сум имал различно мислење, сум го рекол и на лидерот, сум го рекол и отворено во медиумите се случило. Не сум го рекол со намера
бидејќи некого во владата не сум го сакал и не сум имал јас лични односи со било кој од поранешните министри. Јас сум го рекол во интерес на партијата и сега велам дека ниту Амети, нико Дуи не може да се киднапира од никого, бидејќи јас сум еден од основачите на Дуи, а како јас има и многу други кои ги следиме и овие случувања, секако дека во дадениот момент, како што не викаше Амети и поранешното Централно претседателство пред една година, во дадениот момент, ако цени претседателот, секако дека тој секогаш се консултира и го зема и нашето мислење. Така што јас не го делам тоа мислење дека Амети и Дуи е киднапирано било од кој член или подпредседател или министер и така натака. Госпоѓа Марковска, го спомнавте расколот Даниела Арсовска и Христијан Мицковски, кој што така некако експлодираше. Сега гледам дека се обидуваат некако да се стиши барем во однос на оние јавни препирки, ако денеска имаше интересни советнички прашања, особено со таа формулација речењата во медот во советот помеѓу Трајко Славевски и Даниела Арсовска. Се погласно во куларите политички се зборува дека тоа е расколот помеѓу Мицковски и Арсовска е всушност масло на Никола Груевски, иако тоа Арсовска апсолутно го демантира и го негира. Колку е возможно според вас, колку е можно, колку се уште е тоа актуелно Груевски, духот на Груевски сериозно да се меша во опозицијата? Па јас искрено прво не знам која предложи Даниела Арсовска, веројатно треба прво тоа да го видиме. Ако слушаме по она што го кажува Мицковски, тоа испаѓа дека тоа е негов предлог. Меѓутоа, според моите сознанија од луѓе со кои што јас имам разговарано во кои што се и во актуелното раководство, кои што има повеќе пристап до сите партиски соопштенија, документи, дека тоа е човек кој што буквално е донесен од страна. Кој учествувал во незиното донесување не знам, очигледно кој да учествувал знае повеќе за таа врска. Не би можела конкретно да ви кажам дали е тоа духот на Даниела, освен што е избрана за генерален конзул на Унгарија, што сигурно не е случајно, меѓутоа од друга страна па и зошто па да не биде избрана. Право е на секоја држава да одлучи кој ќе биде избран, кој не. За да кажам таква констатација треба да имам големи факти, а до сега барем не сме слушнале ништо кое што би одело во прилог на тоа дека има некакво развластие внатре во самата партија. Мене само ми е жал што големиот успех што се постигна на локалните избори и со кој што имаше огромна предност ВМРО-ДПМН во однос на сите останати партии не се ефектуира во смисла на тоа да партијата визионерски настапува со ставови. Што ќе се случува во државата, каде треба да оди државата, кои се незините ставови, па еве и сега со ова е веќе закаснето со енергетската криза. Мислам, печаток дека треба да се тампонира она што се случува во градот, еве сега бараме лидерска средба. Ја оправдувам средбата, далеко од тоа дека ќе се заборави се она што беше речено еве и денеска на седницата и тоа во градот собрание да се банализира дали е сезона на мед. Мене само ми е жал искрено што сепак се работи за кандидат од страна кој што сега ги користи сите права и бенефити што произлегуваат од таа функција, бидејќи не чувства никаква одговорност кон партијата која што де факто рече дека се работи за независен кандидат и тоа е апсолутно во право. Не одам во тоа дали таа има некаква морална одговорност. Во политиката може и не мора да имате одговорност. Ако сте член на партија, тогаш тоа е веќе поинаква хиерархиска одговорност и е страшна друга работа. ВМРО-ДПМН, како голема партија, поднесува иницијатива за референдум против францускиот, односно бугарскиот предлог, односно против договорот за за добрососедска односи со соседна Бугарија. Знаете, не може во таква една голема партија да се формулира прашање кое не е во согласно со нашите актуелни документи, вклучително и името, вклучително и членовите на одредени законски норми врз основа на кои се повикувате на референдум. Смешно е да се браните пред граѓаните дека ќе поставите прашање кое што де факто нема да соодветствува спрема проблематиката која што вие ја барате. Ќе се повикате на погрешен член или нема да го ставите името Северна Македонија,
а ќе се подпишете на тоа Северна Македонија, кога подпишувате патен налог во кој што барате трошоци да ви исплати државата да одите во странство или да примите плата од државата Македонија. Ја можам да употребувам Македонија, не сум функционер, немам потреба, а оние кои што се на официјална функција, тоа им е работна обврска и задача. И сега, една толка голема партија, после пропаѓање на она што беше одбиено од собранието, а ќе кажам дека е одбиено со право, заради тоа што имам документ во кој што точно знам на основа на кој член се повикува, далеку од тоа дека јас можам да бидам правник. Меѓутоа се сметам себе си за доволно политички писмена, за да можам да кажам врз основа на кој член се предлага договорот и како може кај нас не да има референдум. Туку едноставно, ако актуелната партија не се согласува, треба да каже, ние кои ќе дојдеме на власт, ќе го укинеме договорот. Точно дека може да го укинат. Зашто? Заради тоа што еве тука пред мене имам закон како се склучува и ратификуваат и извршуваат меѓународни договори. Врз основа на овој закон, кој што е ратифициран некаде јануари 98 година, заради тоа што постоел само заради тоа што постоел само службен, мислам, постоела југословенска регулатива, не постоела македонска, тука пишува вака. Со меѓународен договор во смисла на овој закон се смета договор кој Република Македонија ќе го склучи во писмена форма со една или со повеќе држави. Што значи тоа? Тоа значи дека се работи не само за мултилатерален, туку за билатерален договор. Неговото неизвршување може да го направи институцијата влада. Како? Со тоа што ќе се повика на член од овој закон, од друг закон за извршување во кој што ќе каже дека овој договор престанува да важи бидејќи ние не ја следиме таа политика. Дали ВМРО-ДПМН е спремно, во каков политички ќорсокак ја води Македонија ако тоа го направи? Кога ќе дојдат на власт, парафразирам дека одново ќе ги преговараат спорните договори. Да, што се предлага како иницијатива? Со Грција и што? Не. Јас како демократ по убедување не можам да бидам против референдум. Секогаш ќе бидам за. Меѓутоа ќе треба актуелното раководство на партијата, не мора тоа да биде Мицковски, да ми објасни зашто служеа сите собири на граѓаните кои што беа огромни редици пред да се изгласа францускиот предлог. Зошто тоа не го искористи како притисок и врз меѓународната заедница и врз нашето собрание. Туку после свадба тапани, што разговаравме и пред малку. Тоа така не се работи. Значи, вие треба да имате своја визија, заради тоа што водите една голема партија. Не може ВМРО-ДПМН да се приклучува на радикална партија од двајца пратеници, кој год да се. Не зборувам поименично. ВМРО-ДПМН е демократска, конзервативна, десна партија, повеќе лавира кон центарот, треба да се раководи од тоа. Не е радикална партија за да може да оди и да се приклучува кон мала партија од два пратеници. Така, господин Јазашов, колку овие прегрупирања, превирања, па и расколи да ги кажеме, можат Македонија чекаат нели уставни измени согласно таа преговарачка рамка, тој француски предлог што го прифативме и така натаму, да влијаат на сето тоа? Влијаат силно, особено со губење на имиџот на една демократска држава, која треба да почне преговори. Велам, треба да почне затоа што моментално се врши скрининг и преговорите ќе почнат подоцна. Но јас сум приврзаник на не така брзање, на некакво брзање како што не тера Бугарија во преговорите, затоа што имаме примери во Европа, такви преговори се вршат и такви разговори за решавање на билатерални прашања 10, 20 и 30 години. Така да неоправдано е Бугарија што инсистира на тоа по некакви рокови да се реши нешто што на нејзино инсистирање. Ќе се вратам на ова што прашувавте. Имиџот на една држава е многу значаен во ситуација кога треба некаде да се зачлениме. Јас бев во Советот на Европа и постапката за прием во Советот на Европа ја следев и ја, да речам, и организирав и знам што значеа проблемите кои од земјата доаѓаа во Страсбург
и кога политичкиот директор ќе ме викнеше и ќе разговараме, ама што е ова, зошто е ова. И од тоа пишуваа извештаи, кои потоа одеа на комитетот на министрите, за да се одлучи дали ќе се одложи некое прашање поврзано, особено со приемот. Добро, тука сигурно и Грција играше голема улога, но таа и очекуваше... Па и Бугарија беше тука и... Ама беше мирна Бугарија, за разлика од сега. Па не така... Пријателски настроена. Беше, да речеме, и имав јас добри односи со тогашниот амбасадор на Бугарија во Советот на Европа, но и тој за време на пописот 94 година инсистираше бугарите да бидат попишани, односно да бидат ставени во прашалникот што тогаш се подготвуваше, а се подготвуваше од страна на Европската Унија. Но добро, тоа да го заборавиме, сега е сосема нова ситуација и затоа да заклучам, мене воопшто не ми се допаѓа што вакви политички движења има во партиите кои директно влијаат на стабилноста на државата, стабилноста на органите на државата и особено во ваква една ситуација кога имаме и енергетска криза и секакви можни предизвици што може да произлезат од сето тоа кога луѓето ќе се најдат во студено или кога ќе сиромашните не ќе имат што да јадат. Можна ли е да ни се случат избори? Во цела оваа ситуација, енергетска криза, економска криза, ковид кризата, иако е намалена, сепак ковидот постои. Превирања во не би сакал да втората најголема коалицијска партија во владата. Да се организираат избори, треба една блокирано собрание. Една влада да си го истера мандатот и врз база на еден таков мандат да дојде повторно на власт или опозицијата да дојде на власт. Јас бев пратеник во времето кога Груевски во 3 наврати предвремени избори, но и тоа беше лошо за Македонија. Ниту една држава, пар колку ја што знам, не правила 3 пати избор, 3 пати предвремени избори, освен најве сега во Бугарија од други причини, но секои 2 години да се организираат избори не е добро. Затоа и сум сега против овие евентуални избори. Господине Алити, интересно е што вчера во ново именуваните директори на Даниела Арсовска се појавија 2 директори кои што се блиски или дел од таа огнена група. Според моите информации, токму и тоа прашање било поставено денеска на состаноците во Мала Речица од лидерот на Дуј Али Ахмети, со кого е договорена таа коалиција, дали тоа значи дека Дуј е во коалиција со Даниела Арсовска во град Скопје. Имаше и оставка денеска од заменичката градоначалничка на град Скопје. Колку овој раскол е фингирано сценарио за Дуј да предизвика избори, а да не биде Али Ахмети проевропското крило виновни? Ја прво ќе кажувам дека според колку што сум информиран, бидејќи имаше изјави и од советниците на град Скопје, па и од членови се разбира на партијата, дека нема некој договор меѓу Дуј и градоначалничката Арсовска. Меѓутоа очигледно има меѓу огнените? Дали има меѓу огнените и Арсовска, треба да кажат огнените и Арсовска. Сепак беџети и Вистарга не се актуелни градоначалници, се во ЗЕЛ, се со Арсовска на масата. Да, ама тие ако преговарале, ја немам информации. Ако седнале со Арсовска, пак немам информации реално. Ако тие постигнале договор да бидат дел од власта на град Скопје, значи тоа веќе е чекор надвор од политиките на Дуј. Реално, јас така го гледам, бидејќи советничката листа на Дуј се изјасни денеска дека тие ги поддржуваат политиките на Дуј. Сега градоначалничката на Скопје секако дека она знае
по кои канали тие луѓе се именувани и како се именувани. Јас ги немам тие информации реално и не сакам да зборувам за нешто што немам информација. Сега второто прашање околу сценарио за избори? За наредни избори. Јас мислам дека интерес на свет треба секоја партија без оглед позиција опозиција да го гледаме прво и да имаме консензус за државните интереси, како што порано сме имале некој консензус, позиција опозиција за европските закони, не знам што. Ние и за избори сега треба да имаме таков консензус што е државен интерес во моментов. Ја мислам дека во моментот не е државен интерес ние да предизвикуваме предвремени избори. Ја мислам дека скринингот се прави, треба да му даваме шанси на овие политики, треба да даваме шанси и на уставните промени, после уставните измени. Ја мислам дека тогаш е време за предвремени избори, а не сега да имаме. Добро, и без консензус ние во минатото, особено вашето владење со ВМРО имаше избори. Треба да се случуваат и треба да мислењето ова ми беше да се случуваат и уставните измени, да преземаме одговорност и власта и опозицијата овој правец. Тоа што го рече Джилистана, јас се согласувам целосно со тоа. Ако не се случува ова, ако одиме на предвремени избори, нека добие опозицијата, нека не го признава ова што е договорено. Каде оди Македонија? Ние треба да даваме одговор пред граѓаните. А опозицијата не е спремна да дава таков одговор. Дали ние ќе одиме по таа линија Москва, Белград, не знам што. Што доколку резултатите тогаш каде оди Република Македонија? Што доколку резултатите бидат победник со победник условно, вашиот принцип кој што еднаш Дуј го прекрши во 2016-та? Дуј не го прекрши. 2016-та. И добро што ми го постави во тоа прашање. Бидејќи со рамковниот договор се заштитуваат по малите етнички заедници. Затоа е тоа договорено ние во собранието да имаме на некој начин и Бадинтерово гласање, не знам што. Зашто велам дека ние не сме го кршиле? Не сме го кршили затоа што врска на поголема на партијата кај македонскиот блок, што ги добива изборите, е да го подчитува партијата која ги добива изборите кај албанскиот блок. Значи, дошов до таа Бадинтерова. Не знам дали бев јасен. Бадинтерово мнозинство во парламентот има затоа што пратениците албанци, порано, во поранешните од 90-те години, беа надгласани за многу работи. И затоа е тоа гласање. Затоа партијата кој ги добива изборите кај македонците треба да го почитува тоа, да формира влада со победникот кај албанците. Зашто го кажувам ова? Секој лидер што мисли државнички треба да прави со победникот кај албанците влада, бидејќи тоа е државен интерес. Ако поголемата партија кај албанците која ги добива изборите не биде дел од владата, тоа тогаш ние го сметаме како вазалска партија која ќе стане дел од владата заради само некои лични интереси на било која помала партија кај албанците. Но укусо, бидејќи веќе времето не гази, тоа го поминуваме. Господја Марковска, дали очекувате промена во раководството на ВМРО-ДПМН? Ја споминавме иницијативата на Оливер Андонов и предвремени избори кои што упорно ги бара Христијан Мицковски. Во ВМРО тешко се случуваат такви промени на лидерски, поготово вака која некој ќе биде исвиркуван. Обично до сега сите тие крила, условно речено, кои што барале отварање, биле жигосувани, сметани за предамници и му отварале пат на самиот лидер да си ги тргне оние кои што се против него, за да може да си работи комотно. Не знам како ќе биде во овој момент.
Јас лично би сакала да има промена и преструктурирање на лидерското раководство со цел да има луѓе кои што ќе бидат луѓе со визија и кои што ќе знаат каде оди партијата, по кој правец ќе се движи, а воедно тоа е многу значајно за Македонија. Што се однесува до избори? Избори во Македонија секогаш се можни. Доволно е, рековме, еден или двајца пратеници да нема во актуелното парламентарно мнозинство. Ако нема другата групација не направи мнозинство, изборите по автоматизам настануваат. Дали баш во овој момент ни се потребни? Како граѓанин лично, апсолутно се согласувам. Ние имаме сега преку проблеми од животен интерес. Како ќе преживееме, како ќе се прехраниме, како ќе се справиме со сиромаштијата и како ќе се справиме со нашите ресурси кои што се сведени на нула при ваква арогантна власт. Прво тоа. Втора работа, и да има избори. Кај нас изборите во овој момент ќе се сведат на тоа да си гласаат партиските членови за партиските луѓе. Поголемата група на луѓе, на граѓани нема да излезат на избори. Тоа ќе бидат легални, меѓутоа нема да бидат легитимни избори, заради тоа што нема да бидат одраз на демократија и на волјата на избирачите, заради тоа што луѓето се апатични, гледајќи што се случува, ќе биде ситуација мурто и курто. Апсолутно ми е сеедно кој ќе се биде на власт, ако не го слуша мојот глас и ако не го подобрува мојот стандард. Господин Зашов, со вас завршувам исто кусо. Денеска бивме свидоци во таа весна денот, освен енергетската, економската криза и расколот во ДУИ, на она однесување кое што буквално бекстекст ги остави собраниските известувачи, граѓаните и така натаму, оние навреди кои што меѓусебно си ги упатија премиерот најпрво Димитар Ковачевски и пратеникот исто така од ВМРО ДПМН Драган Ковачки. Вие долго време бевте во собранието. Ја не памтам во ваше време. Имаше и тепачки, меѓутоа толку вулгарно ниво на дискусија не памтам. Бев доволно долго во парламентот за да сватам дека таму треба да се одвива една дебата меѓу пратениците на еден цивилизиран начин. Ова што се случува сега е начинот на кој се поставуваат прашање, се напаѓа. Тоа е навистина навредливо и граѓаните сите мислам дека го осудуваат. Ама ни одговорот не беше помалку навредлив. Зборувам и за тоа. Мислам и за тоа. Ова е нешто малку по-нежно, така да речам, од тепачката на 20 и во декември и во април. Така да не знам до каде ќе се оди, меѓутоа како луѓе некако и како пратеници, дали составот на пратениците е таков, преку партиите такви влијанија се вршат. Но не е дозволиво и не е убаво луѓето да слушаат такви навреди, такви напади, а при тоа да нема некаква дебата нормална меѓу пратеници кои што треба да уживаат углед кога се во собранието. И благодарам што вечерва бевте дел 24. Благодариме и ние што ми дадовте можност. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието. Останете со телевизија 24.